Хеј, Пандамониум радио шоу, сезона 3, епизода број 71. Здраво и добре дојдовте во уште едно издание на нашиот подкаст. Јас сум Дарко Айрис Креч, ова десно од мене е мојот човек Трајче Хејт Activity. Здраво Трајче. Здраво Дарко, здраво Пандамониум радио екипо, се надам дека сте добро. Ова лево од Дарко е нашиот трет и последен член на Пандамониум. Панда. До сега никогаш, значи усиве овие 3 години, си немаме играно со името Панда. Знам дека во старото студио Дарко имаше една хартиена маска од Панда која што стоеше на витрината, ама никогаш немаме играно, мислам, фер, првото лого на Пандамониум за луѓе што, ете, ако се од тој период, уште од кога беше емисијата на Legit радио онака, На Street FM. На Street FM. Тогаш беше логото и сама Панда, ама од тогаш мислам дека само по себе Пандамониум си зеди и немаше потреба да асоцираме Панда, ама уште од самиот почеток, уште од кога го местевме студиово овде, имавме еден план, имавме една идеја да направиме, да си поиграме со името на еден начин и што ќе правиме. Нормално ни беше некако природно ни дое, Дарко седи овде на троседот, јас седам на фотелјата и тоа место секогаш стои празно онака и боде у очи кога нема никој. И кога доколку сме на моменти кога сме ние двајца, а тоа е најчесто онака како можеби 70-80% ќе биде од сезонава. Тоа место ни беше некако секогаш празно и баравме, сакавме да најдеме, не можевме и конечно, благодарение на фамилија Андонови, конечно, we got the Panda. Ја купивме, ја донесовме денес официјално и да ја представиме пред сите вас, така да третиот и последен член на Пандамониум. Мислам дека многу добро изгледа тука. Да. Смешно ми е мене, фани ми е онака и плюс го пополнува целиот простор и онака дава некаква симетрија. Што мене ме поистоветува со Панда, али нема врска. Океј. Плюс имаме тука некои 2 кучиња на нозете што ги носам. Така да Pandemonium is for the people and for the animals as well. Ги сакаме животните и баш онака добар момент овој, мислам дека се надам дека ви се свиѓа. И ќе си играме со неа. Ќе користиме и за слики и за други ствари. 100%. Се враќаме после една недела пауза. Искрено ја бев иницијаторот за тоа да земеме една недела оф, бидејќи стварно се осеќав онака презаглавен од работа, пред се од патување, од пуштање музика. Последните неколку пати со Пандамониум онака со последни сили доаѓав тука и ги теравме епизодите само за да го држиме континуитетот, али реков мора да се земе на пауза, да се една недела се трнам од ова, да малце да ми спаднат сите ствари. Да ти кажам право многу добро ми дојде, бидејќи доаѓам прв пат кај тебе после едно месец дена сигурно, многу свеж, многу одморен, станат многу порано од што треба и спремен за зборење за сите ствари што имаме да ги збориме денес. Види, не е дека као мора да има такви моменти, едноставно. Као мислам дека последниве 2 месеци тоа го збориме week in, week out, дека сме онака full blown, онака со пуна енергија цело време, секој ден активни, без разлика дали е за Пандамониум, дали е кај тебе со Шуршац поврзано со пуштање музика, со организирање настани или кај мене у мојот хаотичен свет со работа и со све. И онака и плюс искачање, плюс дружби цело време, плюс мислам дека претходната со заклучок овој викенд мислам дека го достигнав максимумот, онака како сите можни социјални батерии си ги искористив до недела и онака како овие 2 дена од дома немам искочено. Нит ми се искача некаде дома средоем, онака изиграм куќина помош, пуштав машини средоем, перам, пустам. Само од дома да не искочам, онака I'm keeping myself busy тука. Само пошто не може брат, и онака recharging таман за денес. Се договоривме како сакаме да збориме и имаме веќе пошто и нормално една недела има пројдено и таман се си доаѓа in its place онака како само природно да ама мислам дека пауза е мора да се деси тоа бидејќи тешко е week in, week out, со плюс таков busy schedule да се прави се во ова. Пошто не сакаме да го правиме just for the fuck of it, онака, као не е само да се појавиме овде 2 сати и да збориме што збориме. Као, сакаме да бидеме со енергија. Еве, може да осетите и јас сум зад на Дарко е зад над кашламе и двајца онака вируси има на секаде. Тоа е, колку и да сум имун на све, мислам дека конечно веќе сум поборен, онака, као се осеќам стварно и као си викам, окей, сега барем за одреден период, овие недела 2, ќе одмарам дефинитивно. Лажам. Се гледаме у четврток, дечки. Се надам дека вие сте добри, дека вие добро се ги праќате празниците, дека се држите и се чувате од сите вируси и болести што кружат.
и онака дека и вие земавте пауза од стварите што ги правите вообичаено, бидејќи знаеме дека овој период онака е празници, време за уживање, можеби време за патување, време за семејството, време за враќање во Македонија ако некој не живее тука. И се надам дека добро се проведете и дека не ви фалевме премногу оваа недела, бидејќи на некој начин и оваа сезона како ја фативме првите 10 епизоди без прекин, осеќавме ние притисок дека должиме да дадеме епизода, али имаше многу периоди, многу материјал што можеби луѓето го немаа преслушано, па се надам дека може и преходната недела, ако ви фалевме, се вративте на нешто постаро, бидејќи знам дека и на Дискордот онака се збореше за некои постари епизоди, се праќа епизодите со Мек Милер и некои други постари епизоди, плюс ние во комуникација со други луѓе на Viber се подсетивме на некои епизоди од втората сезона и мислам дека имаме доста материјал од минатото што може да се преслуша во некои такви моменти кај што земаме пауза. Дефинитивно. Тоа Дарко што спомна. Не застануваме тука, сега спремаме ствари буквално и тоа правиме онака за како ќе го тераме крајов на месецов и што ги се дешава и низ февруари веќе. И мислам дека веќе постигнавме некаков генерален план за како ќе течат работите, за тоа онака ќе бидете обавестени таман со време. Ама да, Дискордот цитира се уште и мислам дека као на мене Дискордот сега моментално ми е права ствар. Моментално, искрено, последна недела не сум толку многу активен, али чат-пат онака ќе се ставам, ќе направам муавет. Али онака Дискорд муабетите знаат all over the place. Што се дешава? Што се збори? Дали може да ни пренесеш некој интересен муабет, некоја интересна дискусија од таму? Не, последната онака што ми остана у памет е што шараут Башик и Стефан ја зборевме со нив баш го правевме тој муабет за Мек Милер дека они двајца се на пример луѓе кои што имаат 18 години тек, као имаме 10 години разлика помеѓу нас и никогаш го немаат слушано Мек Милер, као рачуне дека Мек Милер почина 2018. Значи они биле 13 години, 14 години кога веќе Мек не бил со нас, така да не ни имале како да го чуе, дури и тогаш кога сите слушнаа за Мек, дури и тие што не го знаеа заради неговата смрт, сите слушнаа тогаш за него. Они не биле дел од тоа и сега на пример години подоцна низ муабет онака низ гледање нас колку ни значи преку наши чувства и мисли споделени таму, онака како они се заинтересираа да покажат што и како и од кај да почнам на пример. Тоа е најчесто прашањето што го добиваш ко Мек Милер фан, онака од кај да почнам, бидејќи каталогот му е стварно насекаде онака преголеме и преразличен, како многу е различно од албум и направивме муабет и пуштив некои ствари онака и кога се вратија со многу позитивни ствари, со многу позитивни дека не биле свесни дека ова може да е онака еден обичен артист кој што е сакан од сите толку е различен од сите. Ме разбираш дека има таква енергија и ко дури години подоцна, као музика можеби они Кидс ја слушаш, знам дека зборев со Стефан за тоа. Вика Кидс го слушнав, Кидс е искочен. Па брат, Кидс излезе кога ја имав 18 години. Тоа сакам да ти кажам. Они се сега во таа возраст што треба да го почнат да го слушаат Мек Милер, бидејќи сега почнат да го осеќаат. Тоа, баш тоа. И као викам почни хронолошки брат. Баш у тој период кај што треба ти хронолошки да почнеш. Кога ќе напуниш 20, слушнај го Мекаделик, ме разбираш, као таманки ти биде. Ние така растевме со него, ние. И тоа ми беше последно онака и многу ми е мило дека се уште има луѓе кои што го откриваат Мек Милер, ме разбираш, као не сум таков човек што гејткипа работи или например како можеш да не го знаеш Мек Милер, као нормално е да не го знаеш. Си имал 13 години кога починал човеков, сега имаш 18. Сега ти е времето за Мек Милер, као сега ќе ти се дешаваат и се надевам дека ќе ти се случуваат стварите за кои што Мек Милер ги обработува. Има некои многу лоши, има некои многу добри, некои многу позитивни. Некои се онака банални ствари кои што се дешаваат на секој можен тинејџер, ме разбираш. Така да све тоа треба да се пројде, тоа е едно искуство, тоа е едно патешествие, живот кое што мора да се деси, сакал или не кел. И многу ми е мило дека се уште има луѓе кои што го откриваат и заради тоа, на пример, го сакам тој момент на повозрастни луѓе кои разменуваат музика со мене, нешто што можам да ја имам пропуштено или сега веќе јас да бидам у позиција као повозрастен да им давам музика на помладите, као чујте го и ова постои и ова, као чујте го само и ви кажи ми дали ти се свиѓа или не. Ако им се свиѓа топ, сум ја завршил мојата задача. Тоа беше последно онака што ми остана ептен дека мене ми е нирендира онака за мене и моето срце и мојата душа, ама не знам, зборевме многу, па брат,
еве ќе почнеме од тука. Од самиот факт дека реално последниве 2-3 недели нема никаков нов major релиз или било каков релиз и единствени луѓе кои што ја вадат музика се онака рапери што вадат по 25 албуми годишно. Само на тоа зборевме со Джеди за неколку такви поиши релисес и мислам дека сега и тоа се гледа и кај нас, недостатокот на нова музика и се гледа дека и малце онака и во самиот Дискорд веќе е спласан, да веќе се тера, поише се збори за мимс, поише се збори за кој као си прошол, кај бил, што бил, кај биле за нова година, што правеле, као си поминале за празници. Ама мислам дека сега, веќе февруари, барем од претходни години, знам дека артисти веќе почнат веќе некако онака со поише воздух у грб да се ставаат и новата година да ја тераат. И мислам дека ќе добиеме пак, имаме годинава ќе имаме, мислам дека пак онака плејада на артисти кои што или имаат или се очекува да дропнат албум. Од кој очекуваш најмногу и зашто си невозбуден? Брат, ова го имам кажано, ама мислам сега си го менјам мислењето. Порано го имам кажано в тоа дека не очекувам албум од A$AP Rocky. Сега сакам да чујам да видам што има. Не знам зошто, не знам што се смени, али ќе му давам шанса како кога се смениот муавето што го правиме, што се потсетивме на неговото значење и она која е неговата величина во последните 10 години. 10 години прави онака неговиот деби албум. Завчера се прати и некој пост онака за сите албуми што прават 10 години и тоа и го зборевме овде. И онака како листата е стект скрос. И не знам, годинава ќе имаме добри, мислам дека како еве се збори дека Френк Оушен ќе вади. Френк Оушен го најави на Коучела дека ќе е хедлайнер. Не верувам дека Коучела го има направено тоа за онака за од блонд ствари да пее. Да. Има логика, да. Има логика ако спрема нешто ново и да извади онака. Го знаеме Френк Оушен дека е многу чуден со неговата музика, па се надевам дека тоа ќе е некаква вест за нов албум. Тайлер the Creator кажа дека ќе вади нов албум, иако се уште нема име, нема кога ќе го вади, нема релиз дейт. Кој што реков, A$AP Rocky сака да, мислам, планирано е да вади нов албум. Тие ми се онака 3 мейн и све тоа што следува е екстра после тоа, као онака само ако некој најави, ако некој ќе ми биде топ. Лани беше одлична година за хип-хоп, барем според мене, онака имаше стварно многу квалитетна музика. И овие дури и другиве не ги зборам што се поалтернативните. Тие од самиот факт, од самиот нивен бизнис модел за како ја тераат нивната музичка кариера, знам дека ќе добија музика, за нив не се не секирам. Поише ми е за овие мејн актовите, за големите артисти, дека они знаат малце да бидат подспецифични со нивниот релиз, каталог и како го релиснуваат се до тоа, па ќе видиме како ќе тераат работите. Ама за почеток тие три се дефинитивно онака кои што би сакал да чујам да видам нов албум од нив. Јас баш деновиве зборев со Ники и плюс слушајќи Spotify си го сватив тоа. Јас чекам албуми, брат, од NSG, од британската сцена. Јас зборев на поише пати. Нивниот последен микстейп, кој јас долго време мислев и дека албум 2019 Roots. Добро. 3 години помина цели, односно не знам како се рачуна сега тоа, али чекаме албум више долго време и најавија дека ќе го има, баш Ники ми прати стори. Најавија албум Soon, се надам дека ќе излезе. Више толку време е поминато што више го имам чувство на можеби ќе бидам повеќе разочаран отколку што ќе бидам задоволен, бидејќи кога чекаш нешто многу долго време. Пауза, да. Очекувања големи, многу синглови. Претходно прво беа само hits, no misses, сега се hit and miss, бидејќи проаѓа време, не може да помине секога вадиш сингл по сингл, тоа ги имаме многу пати зборено дека најчесто и не е многу добра тактика бидејќи малце музика даваш и оставено на слушателот да одлучи сам дали му се свиѓа или не одредена песна за тие одредени неколку месеци. И уште еден артист кој сватив дека многу добро ми лежи да го слушам во јануари е Headie One. Добро. Британската сцена исто така, неговиот најнов сингл 50 или 50s ми е постојано во ротација овие 2 недели откако излезе. Го најави за оваа недела и неговиот следен сингл кој се вика Мартин Софа, кој стана добил многу голема популарност преку еден снипет кој имаше он пуштено на валјда на TikTok или на Reel, не знам како. И баш има некои муавети, тоа го збори во текстот, најверојатно спил ке некој другар Мартин на каучот, па сега прават цел ролаут со тоа, беа кај него дома во станот на Мартин. Так. Го извадија тој кауч кај што он спиел, му донесоа него нов намештај. И сега видов како најава за синглот го имаат ставено каучот надвор некаде во една стаклена као кутија, огромна на сред улица и беше пишан датумот на релиз на песната. Топ. Што најверојатно ќе биде
и прв сингл од следниот проект, бидејќи тоа го кажува во оваа песна што е 50s, што ја пуше као фристайл, онака као Така. one off е пуштена. Добро, да. Али таму баш Хеди One ги има такви поише. таму баш ги збори овие работи. И сватив дека Heady One онака многу ми лежи да го слушам вака во зимско време, бидејќи таква му е музиката. И се сеќавам и кога излезе неговиот албум Една беше? Една. После една Делукс тој беше баш кофати, Јап. баш уствари беше во сред ковид, ако не се лажам. Сред ковид беше 2020, ако не Баш и тоа го збори и на таа песна 50s вика претходниот албум го извади у ковид. Демек немаше такав ефект како што можеше да има и слично. А беше богат албум, реално направиме муабет. Па Имаше добри бенгери на него. имаше супер бенгери, баш И беше Nick онака Different е таму, британски. така? Да. Да. Таа беше сингл, таа мислам дека излезе можеби пред. Су. Ама мене ми се свигаше Делукс изданието, бидејќи таму се појави песна со Burna Boy која се викаше Siberia, Јап, ја зборевме. која баш ми беше и мене во 2021 најверојатно во најслушаните песни. Ја слушав, имаше снег надвор, се сеќавам, баш беше исто вака јануари, тоаш го земавме игрицки Ја. кај нас и онака се сеќавам на тоа и баш ми вчера трчам, го слушам и си викам брат Heady One многу ми одговара за јануари. И ако вади албум, дај нека го вади побрзо, бидејќи нема да ми се слуша Heady One у мај, брат. Дај ни го Да. тоа дрско британско срање, дрил да. хип-хоп. The Greedy One, Да, дај ни го сега. Сега ни треба додека е уште, јако не е толку ладно, ама пак не е ни Да, не е да. уште пролет. Мене Heady One не сум огромен фан, ама на пример кога го слушам, морам да кажам, умилена песна ми е Only You со Drake. Многу ми е чуден битот, многу ми е карактеристичен за дрил бит и онака како многу ми се сви. Посебно на Heady One делот. Да. Не толку на Drake. И Drake ми е многу добар, али на Heady One делот ми е многу добар. И валја му немам доволно пажња дајано, ја немам слушано новата песна, али треба да ја чуем дефинитивно. Ама интересен пик, не знам, се нема сетен, интересен момент е тоа со каучот. Валја е тоа да come up story, дека он спиел на тој кауч која грайндал и која работел на Ќе ти го седата. пуштам снипетот, целиот Ева, се си повторува изгледа, Мартин Софа, као тоа му е она панчна ни цела песна. Така. Правев тоа, али спиев ке Мартин на каучот. Као тоа е Тоа е да come up story. Да. И тоа беше снипет и стана многу популарно. И као Браво. сега се закачи на тој тренд на некој начин и го вози сега тој филм со Топ. каучот и Топ. го чекам синглот, али според снипетот звучеше многу добро. Ќе видиме. Топ. Пак е тоа дрил, пак е онакво рапување, барс, не е нешто што би можело да има кросовер во клуб или слично, али тоа е тоа што ни треба за Реално слушање. Heady One си го држи тоа. Си го држи тој стил онака со не би рекол дека е комплексно, ама дека има као субстанца у него, као не е такво има стрит у него, има и го има тој уличен елемент, не е баш for the clubs и само цело време за чартовите у Британија, ама врз основа на тоа има успех неговата музика и тоа ми се свиѓа дека го има тој го држи неговиот интегритет кој артист што е. Да, и уникатен му е вокалот, уникатен му е стилот на рапување. На многу луѓе можеби не им се свиѓа бидејќи е таков малце као пискав или Да. малце и Има карактеристичен вокал, да. али мене ми лепи многу добро и чекам проект од него. Чекам таква музика, мислам дека повеќе сум возбуден за британската сцена. Се разбира, нигериската е тука, од американската сцена не знам што да очекувам оваа година, бидејќи последнава година бев доста под наводници разочаран или let down Така. и немам никакви очекувања и ќе кажам искрено дека секоја следна година се помалку квалитетна музика за мене бар добивам. Али уште една интересна ствар е тоа што полека ми влага оној твој activity influenced Следната листа 10 албуми ќе има, нема да има 5. ми легнува, да, ми легнува тој стил. И кога више збориме за нови изданија за музика, така тргна мојата уште на старт, ќе ти кажам што слушав периодов, онака има една плейлиста на Spotify која се вика Mellow Bars и е зборено, курирана од тимот на Spotify, значи таа официјална Spotify плейлиста. Не се стекуваш добри, се знаат да се повторуваат тие плейлисти, знаат да бидат многу вештачки на некој начин, али за мене како да речам надворешен фан на оваа музика, значи не сум ја во мој стил толку навлезен како ти на пример. Добро. За мене е баш тоа што ми треба да ме внесе во тој свет. Во тој свет на онаква што би рекол трече потрадиционален звук на хип-хопот, а пак нов. На моменти, затоа се вика Mellow Bars, на моменти е mellow, на моменти е lo-fi. И тоа е тоа што ми треба кога возам кола навечер, кога се враќам од пат онака у 3 сабајле или кога патувам по неколку сати или кога врне надвор кога седам дома, ми одговара да ја слушам таа музика бидејќи ми дава некој друг таков есенски зимски вајб. И последниот пат баш се оваа недела онака неколку пати ја преслушав од почеток до крај и
Сега ја гледам Имаше моментално. многу песни кои ми се свига и кои дури нешто ти пратив. За нешто зборевме сега пред да почне епизодата и би ја препорачал топло за некој што можеби не е толку навлезен во тој традиционален звук на хип-хопот што е нов. Туку е што доаѓа пример од трап или од други води што сака да чуеш што Да. слуша на пример Трајчи и некои други луѓе од Ова е добар од влез. Pandemonium Community. Ова е добар влез у сево, искрено ќе кажам, као ги гледам и артистиве. Така. Има доста ствари што и ја ги немам чуено, има многу ствари што ги знам. Ама као гледам конкретно сакаш да збориш за Pivot Gang. Моментално прва песна на оваа плейлиста е песната Eng од Pivot Gang. Ми беше познато Pivot Gang од негде, мисля дека Трајче ми ги има зборено, али ствари ги има зборено во контекст на Саба. Артистот Саба кој го зборим уште од првата сезона на Pandemonium радио шоу, кој е индепендент артист кој ни влезе на радарот, дали прилече преку J. Cole или преку некој, не се сеќавам. Имаше добри неколку синглови и оваа песна онака беше претходната недела беше усредина на самата плейлиста. Оваа плейлиста има 100 песни, сигурно беше 30-40. И да си слушам една по една, нешто скипам, нешто лајкам, окей. Оваа песна која дојде ми влезе одма во уво. И ја вратив неколку пати, Pivot Gang, Eng, добро, супер. Ја ставив во лајк на тие песни. После 3-4 дена ја пуштам плейлистата и гледам ја стајле на прво место. Викам добро, значи нешто добро као и на многу поише препознал. Да. Следното тоа што е добро. Песната излезе на 20 октомври, така да е релативно нова. За мене се ова тука е ново. И ми остана онака, ми остави многу јак впечаток. Уште една песна која ти ја пратив тебе, која устари Ептен ми остави впечаток од оваа плейлиста е песната на Майк. Јап. Во соработка со Lady So. Ја не знаев дека е од овде. Од тука е. Ја тоа не го ни знаев, али какво песниште. Со Sister Nancy, извинете. Со Sister Nancy е ова. Значи Sister Nancy е женски артист од Јамајка, легендарен, више е стара, постара жена во години. Она е нејзин најпознат сингл е оној Бам Бам, кој е искористен во многу семплови, во многу музика, во многу... Не може да не ја знаете, да. Да. Бам 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 бирам бам. Да, значи тоа е онај чант кој е онака... Да, тоа е буквално веќе чант, онака влезено е подсвесно на сите. Мислам дека нема човек што не ја знае таа. Ако доаѓаш од хип-хоп култура, со таква позадина, мораш да го знаеш тоа, мораш некаде да го имаш чуено. Има многу добра, тоа го забележи и Трајче, ама тоа се слуши на самата песна. Не е искористен семпл од Sister Nancy на песната на Майк, која се вика Stop Worry. Туку е legit Feature колаборација. Да, значи... се гледа дека има влезено у студио на 60 плюс години да направи нешто со човеков. Што е mind-boggling to me, онака као. Што уште еден full circle момент е што Майк го зборевме ние. Да, исто така. Индиректно преку тоа беше проектот кој што го зборевме, кој што е куриран од Пата за новата колекција на Пата и Томи Хилфигер, продуцирана од Alchemist заедно со Майк и Wiki. Тие се двајца рапери од Нью Йорк и сега Майк вади од нигде никаде песна која што реално мене многу ми се свигаше, ја не ја ни знаев, ти ми ја прати онака и си викам, вајда од самиот факт дека се уште го немам заследено кај него на Spotify и не ми искача на релиз рейдер, али тоа беше многу добро, ама не знаев дека е од овде. И сега ја гледам плейлистава, има многу интересни ствари, ги има Free Party, она исто колектив кој што го слушам, го има Danger Mouse, Black Thought, Carry Currency of the Smoke Dizza, Absol новиот албум исто така, Check That Out, конечно извади после предолго време. Го преслушав? Го преслушав. Интересен проект е, добар проект е. Албумот се вика Herbert, искочи буквално пред 2 недели, така нешто, ќе проверам. Уствари не, извини, месец дена е, значи ја го 16 декември, да. Ја го чув пред 2 недели, не го слушнав моментот кога искочи. Има многу добри песни, добри теми обработува пред се, ама со тоа што со самиот факт дека го немаше предолго време као стварно Absol е човекот кој што у 2012 година онака уште пред Good Hits Mad City да искочеш, он го имаше албумот најдобриот албум за TD онака Control System, ден денес уште го памтам онака као има феноменални траки. И ако отворите и на неговиот Spotify page, онака 2012 е последниот релиз, 10 години подоцна вади албум, онака и тоа на крај на година, што значи 11 цели години имаат пројдено од тогаш.
Не знам зошто е тоа така. Епсол е многу добар, многу сериозен рапер е онака пред се, ама знаејќи ги тиди, не знаејќи ги тиди уствари како функционираат и како целата таа структура работи таму и зошто е ова кој што е така. Мило ми е дека само слушам нов албум онака, како не е ништо посебно, не е нешто вау онака да си кажеш еј, добар албум е, солиден проект е, долг е, ама солиден проект е. И има добри фичерс. Не знам, нема Кендрик, нема ништо од тоа на пример, ама онака ги има тие вторите, го има на пример Лен Скайуокер кој што доколку на пример обичен фан, casual фан прашате на пример тиди мемберите да ги никад нема да го спомна тоа, го има Закари исто така. Закари мада сега добива поише онака шайн во тиди, ама на пример Лен Скайуокер и тие онака се од трети степени као мило ми е дека еве барем самиот факт дека го нема 11 години и дека вади албум, има очи на него, ме разбираш, као целата таа пауза долга, ќе знаеш дека Епсол има извадено нов проект. Нема да ти остане невидено. Јас земав да го преслушам бидејќи имаше неколку песни на Мело Барс од самиот албум и некои ми фати его пред се песната со Закари или Закари, мене така поише ми да го кажам. Do Better. На која стварно Апсол онака збори од возрастна перспектива дека може да биде подобар, дека многу работи кои ги прави може да ги прави подобро, може да биде подобар од човек. Ематски е многу добар, да. Многу работи, знае дека е подобар од другите, ама пак може да ги направи боле од тоа. Као многу добра песна, ја ми лекнато тука. Онака баш со тема со која можам да се поистоветам бидејќи и јас се осеќам така некако малце повозрасен, кога збориме тоа полого време више као малце си онака посозреан и вакви теми да кажам интроспективни на некој начин ме допираат, онака ме мотивираат и ме поучуваат. Најнормално е тоа. Мислам дека заради тоа и на пример знаеш мора да има баланс на сето тоа, како посебно ти брат. Ја мислам дека тебе ти е it's a must онака да имаш музика која што малце каншес музика. Да, како стварно, пошто реално брат day in day out онака ти си премногу околу тој свет онака и као можеби ти треба онака само за баланс, ако за ништо друго. Не мора да е за поука и само еден друг звук, као не ни мора да е хип-хоп, не ни мора да е епсол, може да е NSG брат. Заради тоа можеби и ти прија таа помелова енергија бидејќи овде си turned up онака цело време, тоа е твојот стил, таа е твојата енергија. И луѓето тоа го бараат од тебе на еден начин. И после брат, не можеш дома да слушаш тоа што го слушаш у клубови константно. Тоа би било overkill брат. И тебе лично као не знам, ама и мило ми е дека е тоа така брат. Затоа ти викам со годините се менуваме и ние ко луѓе. Можеби на пример кај мене дошло тоа порано бидејќи од посебно од стилот на живот кој што го водиме, као реално колку и да сме слични и да имаме заеднички интереси, имаме различен животен стил онака. Ама на крајот на денот пак некаде се цели кон истото нешто, ме разбираш, као дефинитивно. Се менуваат работите, нормално е, растеме и нормално е тоа онака аркот да заврши таму за кај што ќе ти требаат некати вакви песни за да се осеќаш добро. Ова најмногу ми се одрази во ковид кога беше локдаун, тогаш многу повеќе почнав да го слушам на пример Кота the Friend. И некои такви артисти за мене ја преку Кота the Friend ја открив оваа плейлиста. Да. Го имаме зборено. И баш ми одговара тој момент, не премногу филозофирање, али Да. малце plain and simple кажано нешто што треба да го чуеш. Да. Нема болја брат. Заради тоа функционираат артисти ко Лери Джун и таквите дека точно. Дека не користат triple double, не е фокусот таму онака лирички како е технички спремено тоа, туку лириката се содржи у супстанцата онака како тоа што го кажува. Затоа со оглед на тоа дека ја не ја пратам плейлистава и ќе ја запратам моментално, ми се свиѓа тоа што гледам овде, као го има West Side Boogie, го има Toby, го има Freddy со Dark Hearted, што ми е омилена песна, го има и Саба со неговиот последен албум Few Good Things, Currency, Alchemist исто така со Boldy James, Flag on the Play, Boldy James и Future Wave, исто така ја зборевме таа трака, One of Us, Joey Badass. One of Us, брат, ова за мене да. од овој стил песна на 2022, од овој традиционален. Ја брат, од која ја стаи на листа, ја дека го немав слушано 2000, го немав слушано премногу. Ама One of Us, Дарко вика ми има стајано, чекај, знам дека е добра, ја имав чуено. И си викам, чекај, ама мал, ајде да ја слушам со други ушите, текна како Дарко ја има стајано на листа, ај чекај да ја чуам. Феноменална е брат.
феноменална е. Одма си ја наместив у плейлиста, знам каде да ми се најде. И ја вртев тогаш, после таа епизода која ја направивме, после тие Essentials, имав еден добар период, 2-3 дена која ја убив од слушање. Мене кога да ми се пушти по плейлисти или на Spotify радио, мислам дека никаде ја немам скипнато тоа, брате. Тоа е многу добар знак бидејќи песната излезе летово, кога бевме во Охрид, значи поминати се повеќе од 6 месеци. Уште ја попуштам и се свига, ја враќам по 2-3 пати, јако више знам и на памет. Уште ми го дава тоа исто чувство на возбуда кога ќе ми се пушти. И тоа е многу добар знак бидејќи е поминато многу долго време. И имам слушнато многу пати. Не, all in all ја ќе кажам, ги има Rock Mars и Alchemist. All in all ќе кажам добра трака, добра плейлиста. Проверете ја, Mellow Bars, мислам дека ќе ви се свиѓа и мислам дека ова е добар вовете у се во ова. Искрено, као ствариве што ги гледам, за мене 70% ги знам, ама на пример, ако да ми ја пуштиш, може и нема да ми текне. Ја знам по име песнава, ја имам чуено некаде. Еве на пример Николас Крейвен и Болди Джеймс, Smoke Dizza, The Wine Connoisseur, Jay Wordy, DJ Max новиот албум, Currency. Тука се тие Мави на пример новиот албум, кој што го исто така ми се најде на најдобри албуми за 2022 Honorable Mentions. Така да ова е добро. Ова за луѓе на пример кои што можеби се наоѓаат у истата позиција со Дарко, каде што сакаат на моменти да слушаат повремено таква музика, а не знаат од каде да почнат. Ова е добро. Ова е добар старт, реално е ова добар старт. Као ова на пример само треба да ти биде вовет на пример за бидејќи искрено верувам дека оваа музика, посебно голем дел од албумите, тоест траките кои што се најдени овде и албумите кои што спаѓаат тие, вреди да се чујат и цели. Ме разбираш, така да со поголема љубопитност онака и со поголемо време кога ќе си има простор за тоа да се навлезе у некој албум чисто да се слуша и тоа. Тоа што ќе се свига да откриеш повеќе за артистот за албумот, така? Да, тоа. И така ја така навлегувам преку музика, брат. Као на пример јас сум мислам, сега у овој момент сум обратното. Прво ќе најдам артист, ќе го чујам албумот, од албумот ќе извадам песни, ќе ги распоредам по плейлисти. Обратното е исто е, брат, ме разбираш, као и слушаш плейлиста, ти се свиѓа, го отварам албумот, го слушам цел, pick and choose, дали ми се свиѓа, дали не ми се свиѓа, го ставам у лайк или не, и после продолжувам понатака. Така да, добар старт. И можеби прв пат изненаден сум онака од што све содржи. Не дека ги потценувам Spotify ко сервис за правење плейлисти, далеку од тоа. Ама оваа плейлиста ми изгледа дека е легит. Оваа плейлиста изгледа дека е многу легит. Да, реално. Као со Смино, Black Sam, сите тие тука што се посебно Free Party, многу сум изненаден дека Free Party ги има овде. Sandbox е феноменална трака. Има уште една, како се викаше, Middle School и Distant. Distant ми е омилената од нив. Треба да се чуе тоа. Тоа е нов албум исто 2021, Mirrors in the Dark се вика, и на Dark Room се вика. И интересен албум. Треба да се чуе. Не ги знам дечките кои се, што се, немам премногу да влезам, знам дека се дуо, али се добри. И треба да се чуе. Кога сме вижеки Spotify плейлисти, барам да спомнам уште една, исто така од Spotify курирана, која има само 450 лајка. Не знам како сум стигнал до ова, брат. Добро. Песната се вика Recovery. Добро. И во description е пишано Post Club Ride Home. Значи за Дарко плейлиста, дечка. Ова е можеби најдарко плейлиста што може да постои на Spotify. Не да пази колку добра селекција, онака може да е Дарко, ама After Hours онака као. Да, фер. Првата песна е How Many Drinks, Мигел и Кендрик Ламар. Окей. Втора песна е Burna Boy, и тоа стара песна од Burna Boy што не ја знаев. Трета песна е Maria I'm Drunk, Travis Scott, Justin Bieber. Добро. После влагаме малку у Афро, брат. Окей. Low J, Melvito. Третите не ги знам. Earthquake од Tyler the Creator. 4AM од Money Norte, Rema и Black, Omaley. Значи има тука од сепа нешто. Drake, Finesse, Swimming Pools, Kendrick Lamar. Значи има онака комбинација на vibe и trap. Чекај, R&B, има Афро, има Алте. Онака буквално се Highest in the Room од Travis Scott. Дали знаеш колку треба да си tremendously down bad, финеста да ја слушаш у 5 саат бајле, и да искачаш од клубот, you got no game, онака, нула комбинации, пијан си, ставаш слушалки или си у кола, уште полошо, не возете пијани, ве молам. Никако тоа, ве молам. И ја пушташ Дрейк, тешко се фрлам уенде како да ти објаснам. Финест кога ќе каже Дрейк на тој рефренот, толку уенде кидам, дечко. Никако.
Се свија селекцијата, не ми се свија распоредот на песните. Распоредот е лош. Распоредот е лош. Ups and downs, али ја сваќам тематиката уствари е Да. After Hours тематика. Да, Кога си пијан без разлика дали ти е Fair. јако или ти е лошо, тук има многу добра селекција. Да, има и ups, има и downs, да. За било која спогодба. Значи има Drake Teenage Fever, Gun Buddy од Burna Boy, Georgia Smith, Show Fire. Them Camp, Fire. Kendrick Lamar, Die Hard, као Frank Ocean, Chanel, многу добра комбинација, Chris Brown, Under the Influence. Да. Има добри песни за чилање, за слушање. Ова е добар рекавери. Као, Добар рекавери. само да си избереш тоа што ти одговара за тој муд што си. Да. Тој ден, последниот ден, може ќе има комбинација, па ќе пуштиш Така. делот повеселите од тука. Така да тоа се моите... Ако имате комбинација, не пуштате Highest in the Room, ве молам. Да, Ве молам. што да си go to плейлиста што ви е Да. проверена работа за Реално. комбинација, проверен звук и со проверен ефект. Ова е пред комбинацијата да се појави во комфортот на вашиот дом или каде и да сте. Ова никако Highest in the Room не смее да биде пуштена со некој девојче или со некој дечко у 5 саца бајле. Дома. Не, никако. Деца violation онака. Точно. Flagrant 2. Тоа се тие две плейлисти кои ги слушав и ги открив периодов. Ова е добро, ми се свиѓа самиот факт дека се вика recovery, дека е као стварно после клуб ги имаш и овие, ги имаш и тие, брат. Зависи како имаш завршено, на која нота имаш завршено надвор од И клубот. добар е каверот, онака девојка лежи на подиум во диско, има конфети, има диско топка, има капа од Дедо Мраз, покрај нозете нејзини и као баш е онака као after. Да. Ја би ја After Hours. заследил чисто да видам како ќе се апдейтира онака, како еднаш неделно или еднаш месечно би ја проверувал. 2 декември е последен пат апдейтирано, Значи не е беше апдейтирано, направена, нешто. брат. Така да може би ја направиле еднаш само за нова година, Крисмас. Има шанси. Ќе видиме што ќе се деша Дека е понатаму. чудно, дека то самиот факт ти кажува дека че има 450 likes only. Нова е. Ха, замислим има милиони юзери има на Spotify. 450 лајка се ништо, брат. 450 лајка као ти имаш плейлисти со по 100 лајкови, ме разбираш као за Spotify? Да бе, да. Ништо не е тоа. Еве Така, ке Spotify влегов, ама Spotify има, брат, 1519 паблик плейлисти. Тоа Значи сега. има многу различни. Премногу. И ако не се појавува во тие првите suggestions на homepage, најверојатно многу луѓе не ни стигаат до ваквите плейлисти. Што е нормално. Да, разбирливо. Што слушаше ти, брат? Еј, мислам дека од нова година па навака многу сум затупен со музика, односно од самиот факт дека нема искочено нова музика, ама ми искочи музиката што ми требаше, буквално онака, единственото нешто што слушам последнава недела, конкретно последниве неколку дена, е Coke Boys 6. Новиот албум, новиот микстейп уствари, hosted by DJ Drama himself. Новиот албум Coke Boys 6 на French Montana и Coke Boys. За луѓе што не знаат, ја и Дарко како можеби најголеми French Montana aficionados и сме луди по целиот лейбл, еднака изборевме. За вчера на Уги му праќа видео да му ја објаснам целата ситуација со Max B. Добро. За да свати од кај што свет доаѓа. Ајде. Да зборам за Max B? Збори за Coke Boys 6-ката, за Ќе French зборам за Montana, Coke Boys, за да. Max B, Coke Boys, ако не знаете, се affiliates на French Montana и као тоа постои многу одамна. Coke Boys е фактички доаѓа уште пред French Montana, као Coke Boys... Од 2005 нешто такво? Да, 2005-2006 тоа доаѓа уште онака као уште од Нью Йорк деновите тучи, извинете, French Montana го има со Cameron, има видеа, го има у спотови позади. Значи Coke Boys постојат како колектив и како групација, нешто слично на A$AP Rocky и на A$AP Mob. на A$AP Mob одамна. Ама се на пример по underground у смисла дека нивните members не се имаат following, ама имаат following стрикно локално во Нью Йорк, као се обожавани и се сакани. На пример, можеби буквално можеш да идеш у некој borough у Нью Йорк и да они се од Queens, така? Не знам, брат. Мислам дека се од Queens, Jamaica Queens. Да, Jamaica Queens, од Френч од Queens. И
Као ако прашаш кој е Chinks, ќе ти кажа дека е легенда. Многу луѓе не знаат за Chinks, Chinks Drugs. Значи Rest in Peace Chinks. Free Max B. Тоа е колектив кој што по некои асоциации, по начинот на кој се одвиваат работите, Френч стана предводник на сите нив. И тие му се негови афилиети, сега веќе има и нови рапери кои што искрено не ги ни знам толку, немам навлезано толку длабоко, ама ова е шестиот инсталмент од таа серија. Мислам дека првиот, ако не се лажам, беше многу одамна. Не се сеќавам првиот кога беше, можеби, ама знам дека Cowboys 3 веќе 2012, 2013 веќе го имаше, знам дека го слушав тогаш. И интересен звук е. Као уште од тогаш го има тој, они го застапуваат тој новиот трап звук, ама го застапува тој таа Harry Fraud продукција, A-Rap Music продукција, таа потрадиционалната, поинтересната, не знам ни како да ја објаснам. Виси како гледаш, ако гледаш од оваа гледна точка е потрадиционално. Ако гледаш од аспект на 2010-та, тоа беше традиционалниот хип-хоп, али на нов начин. Да, тоа беше на нов начин со зачин, онака. Тоа беше многу ново. Новиот Нью Йорк звук што се појавуваше, да, на трап битови. И интересен покет се у целата култура, онака, као стварно се малце ниш, онака, не е дека нешто се препознати, туку среќа е Френч што е таму е кај што е, онака, за да може да направи ваков, да им даде поише шајн на сите ствари, значи, и преку Mac and Cheese, и преку Coke Boys, тие се два инсталменти каде што они се секогаш појавуваат таму. И тоа мислам дека тоа само да им стане јасно на помладите фанови кои верувам дека не ни го поштуваат и сакаат Френч Монтана толку како што има и многу други луѓе од светот кои го знаат само по тие најкорни синглови со работки, тие некои големи песни како Unforgettable кои се overplayed на секоја журка, на секој настан, ја слушаат луѓето на секаде. Нема да го негирам тоа дека Френч Монтана има многу корни ствари извадено во својата кариера и до ден денес вади. Али ги кажам само дека сме ја и трече фанови на ова, а ова е под наводници вистинскиот The Street Френч Монтана. Значи овие два микстейп серијали као Mac and Cheese и Coke Boys е онака тоа што нас не се свига кај Френч Монтана. И ако мене ми се свигаат и голем дел од сингловите кои ги вади, па дури комерцијалните албуми кои ги вади, имаат добри албум каци слично. Интересното е тоа што верувам дека на многу луѓе под наводниците го вадеш ова под друг псевдоним, многу луѓе ќе го слушаа ова, брат. Вајда. Нема да има пречка да го слушаат, бидејќи сега луѓето имаат за него одредена слика по одредени работи, што е окей. Али има стварно многу квалитетен материјал. Го спомна ти Мек Милер, брат. Френч Монтана е од првите луѓе кои му дава шајн на Мек Милер. И Мек Милер се појавува на сите тие Mac and Cheese, не едно тие Mac and Cheese микстейп, ако не се лажам, и дури Френч Монтана 2012-2011 така нешто. Дури Френч Монтана збори во едно интервју дека му кажал на Мек Милер како брат намали малце со линот, као дошол Мек Милер у студио 2-3 дена. Да. Бил хаос, би рекол. Тоа е добро интервју. Као онака slow down. А Мек бил, не знам, 20 годишен и го боли кур, прави што сака и се други. Али толку, брат, тоа би било 2012-2013. Тоа што тој период влага Мек Милер во лошото. Тоа е пред Макадели, како не се лажам. Тој период, да. Така нешто. Тоа е веќе кога Макадели ке више кога е на граница. Веќе е да, тука е типинг поинт онака кај што го свртува сето тоа. Не, види. Кажи ни што збореше со Оги за Max B, докажи ја приказната за Coke Boys, само сакав да кажам дека Френч Монтана има таа стрит страна. Иако не е почитуван можеби од целиот свет, е почитуван во Њујорк бидејќи е Њујорк во суштината. Брат, легенда е Њујорк легенд, кој што сака нека каже не може да го дискредитира тоа. Плюс има многу интересен бекграунд дека он не е он е од Северна Африка, као он не е ни роден. Мароко мислам дека. Не е роден. Он е дојден таму пребегане у Америка. Он е на некои 12-13 години, не знае ни англиски ни ништо. Не знае англиски, не знае ништо, од никаде почне, го примаат кон него, кој Boys настанува многу early on онака у неговиот живот ко групација, ко луѓе кои што се поштуваат меѓу себе, прифатено од нив, кој еден од нив, иако е мароканец, не е африканец, ме разбираш, као таму и секогаш и постои таа јасна дистинција. Вие сте Северна Африка, се подоле од Алжир више друга стапка. Од Сахара, да. Стори тоа се поновници арапи и арапи и африканци. И таму постои таа цело време дистинција, кај што и на пример доаѓа у Њујорк и е прифатен од сите и тука му е малце поради, ама сепак има пречки за да се провија. Посебно имаш јазична бариера, ти у Њујорк да не знаеш англиски јазик е лудило. Ти можеш да најдеш твои луѓе, ама си затворен у твој круг.
Од тука почна целата да приказна, Coke Boy се ствара го некако почнуваат да рапуваат, Френч си има свој афилиейтс онака и мислам дека примерно се као Максби, Чинкс, Френч, тие се тројцата главни. 2000 поема која 2007 или 2008, така нешто, Максби го затвори, го осудуваат на 75 години затвор за robbery gone wrong и може и ќе го линкнам ова видео доколку ви интересира. Целиот тој wavy звук, тоа ова го има поише пати зборено, ама Максби е од многу луѓе кредитиран како човекот кој што го има, па дури и Френч влече од таму онака многу кај што ги развлечува своите зборови. Целото тоа е онака влечење како тоа slurping the words и се тоа што прави што ги развлекува онака, тоа е доаѓа од Max B, тоа е неговиот стил исто. Max B е New York онака to the bone, ама е многу сакан од сите луѓе дека он го има создадено тоа, он е некако тој представникот на тој звук. Пионер на еден начин, да, и значи да луѓе кои се проки го кредитираат, ко Френч да го кредитираат него, како е многу голема ствар. И Чинкс, например, е пак трапер to the bone, онака. Чинкс уште кога се појави, уште има еден албум, мислам дека има извадено, пред да почине исто и тој почина исто од некое убиство, нешто припукување на улица. Ама на тоа нивниот статус внатре во Њу Јорк ги прави тоа што се да бидат. Као ако го земеш тој микроорганизам кој што е Њу Јорк, и микроорганизам не е никаков микроорганизам, тоа 30-40 милиони луѓе. Они се таму преголеми, пресакани се од луѓето кои што ја слушаат култ, ама на глобално ниво реално и немаат некое значење, ама ако ги земеш у контекст на Њу Јорк, се многу битни за тоа што го прават. И заради тоа, например, овој релиз конкретно ми е многу мил, многу драг. Овде не ни има нешто премногу од Чинкс, бидејќи мислам дека голем дел од стварите кои што ги имале од Чинкс, кои што се снимени веќе се искористени. Точно. И ретко се наоѓаат многу ствари кои што не се употребени, не сакаат да реупотребуваат. Тоа и Френч го има кажано дека дава ројалтис цело време као, ама не сака да користи и да реупотребува ствари стари, бидејќи само го уништува делото на Чинкс. Морам да кажам, Чинкс не е ни некој вау кој знае што рапер, ама се интересен спој на луѓе кои што онака као имаат некаква енергија која што е незаменлива со други. Ме разбираш, дури тоа што он него му фали у лиричка способност или у флоу или у вокал, го надополнува со енергијата што имаат со Френч на трак. Заради тоа тука доаѓа и Coke Boys и плюс дека е хостирано целото од драма. He says the most outrageous shit, тоа се смеевме со Дарко вчера, онака као не ми е ни верно човеков што ги збори ствари. Лудо е дури. И Coke Boys серијалот од секогаш било за репрезент на сето тоа. Као ние сме ова, еве ви. И на пример микс, они се едни од ретките кои што во денешницата ќе извадат ваков микстейп. Го третираат микстейпот на стар начин, кој што беше третиран порано. Пошто сега на пример микстейп може да биде се као legit full length албум, ќе го наречат микстейп. Ти текна не, ова е микстейп. Ова се битови земени, собрани онака и се снимени и сите се ставаат на риф. Сите се посикац, Френч е најчесто на голем дел од песните и секогаш мора да има некој со него. Интрото ми е омилена песна од овде, морам да кажам, најслушана ми е. И фактот дека само се вика интро, а уствари не е воопшто интро, онака. 5 минути трае, брат. 5 минути трае. Драко, ова ќе го направам, гајле ми. Coke Boys, baby. Coke Boys, baby. Coke Boys. Just when we thought we were. Ова се немаше нестора да сега. Па да му не браде, што кај ми се сирените сега да ги пуштам. Да, ова го правам бидејќи ги има тие моменти, јас сум многу носталгичен за вакви ствари. Го има MMG моментот, ти текно е. Да. Ги има тие кога да го сите чуеш ствари тагот? Да, тагот е многу битен. Овде го имаш тагот на Coke Boys, овде го имаш тагот на Френч, овде го имаш тагот на Чинкс, овде го имаш тагот на Max B. DJ Драма, брат. DJ Драма е овде. Стовгат Кукси исто овде, Чизе овде. Сите си имаат свој флеер онака, сите и интрото трае 5 минути плюс Френч почнува на интрото, рапуе, се пушта битот, rewind прави и пак го почнува врсот одново. Микстейп шит, брат, тоа само го има на и го третираат стварно како микстейп. И заради тоа само во интро ми е омилена онака. Има многу различни траки на целиот албум. Као и да разграничиме нешто, тоа зборевме и со Дарко, не ни беше јасно што се дешава. Ова ми е единствениот downfall онака на целиот албум. Ама голем. Let down, голем ми е дека не ми се свиѓа ова. Има две верзии на албумот. Ова е Coke Boys 6 и Coke Boys 6 Heist Edition.
Единствената Money Heist Edition. Money Heist Edition уствари. Единствената разлика помеѓу овие два е на вториот на Money Heist Edition, што има многу кринджи кавер пред се. Не знам зошто е тоа така направено. Бидејќи има 9 екстра траки кои што на кои што не ни гостува ни Френч, ни никој, туку овие се валјда новите, некои нови affiliates кои што и јас не ги знам. Некои нови affiliates на Френч и на Cowboys. Тука се појава и CJ од песната Whoopty. Yep. На 27 песна. Ја искрено брат не го преслушав ова, нема шанси. Не, да го вториот слушам. дел него не слушав, брат. Го има и Тори Лейнс, ама не знам тоа дали го има и на првата. Појма немам, искрено да ти кажам, појма немам, ама YNP Main, CJ, T-Dot, Не, на овие се нивните другари, брат. Chinese Kitty, D-Tank, LGBTQ, Ги има сите тие на сликата на каверот. Mr. Chicken има некој што се вика. Као до 20 трака ми е онака no misses, брат. Сите траки ми се Викаш? ми се свиѓаат дека си имаат посебен флер, брат. Например, не знам, има и такви кои што не очекуваш, брат. Ја има Free Smoke, што ми се свиѓа многу. Со Нав например беше сингл која беше издадена уште пред да искочи самиот микстейп. И онака ми беше Риза ми се свиѓа многу што е со Бени. Choose You, Jeremiah го има овде. Sliding можеби ми е најдобриот R&B кат од овде. Многу ме потсеќа на старите Weekend ствари. Не знам тоа дали е добро или лошо, али мене ми се свиѓа. Овде е Френч и Аюб се вика артистот. Кој што исто немам појма кој е, али така звучи на Прва песна тако го е него на Spotify. Сигурно, ете толку. Го има Макс Би. Јеса и Bronx. дуе многу добра. Јеса и дуе многу добра. Али морам да кажам, интрото ми остана онака највише ум. Премногу и со семплот и DJ драма тоа што го збори, енергијата сите што ја носат е лудило. И Stove Got Cooks е овде одличен. Мене исто така ми се свиѓа интрото, ми се свиѓа почетокот на микстейпот, после тоа малце ми забегува, после има Hits and Misses. И ќе кажам дека поише ми се свиѓа тој Френч Монтана на тој потрадиционален хип-хоп. Бар тука. Тоа ми треба сега од него. Тоа ми треба сега не ми од треба него. трап бенгери од него. Да. Сакам повремено, например, Монтега ми беше многу добар албум, брат. Монтега ми беше многу добар албум. Ама таму немаше толку трап, таму беше Немаше баш, толку таму трап. беше Ама имаш традиционален. Джейдеки си Бени да бучер на иста Тоа сакам трака. да кажам, сега Френч Монтана ми треба во таа улога. Да, Во тој бран. Онака нема да кажам дека не смее да вади, нека вади. Сакам да има уште еден хит кој што имаше со Swaley, ме разбираш? Сакам уште една Unforgettable нека има, брат. Не. Сакам да има само за да остане релевантен за ова да ми го вади, ме разбираш? Да им го пика на нос на сите луѓе бидејќи многу луѓе го дискредитираат. Као ова е Френч. Ако мене ме прашаш, ова ми е мене Френч, не ми е Unforgettable, ова ми е Френч. Иако не му го одзимам тоа, требало нешто да има кај Френч за да може Unforgettable да ја направи. Тоа да. Лошото е дека двете се крајности, брат. Едното е Да. комерцијала и да нека ти Фер. стига до кринџи момент, ова па друго, ова е па скроз гриди Нью Йорк, Ова е ро as хип-хоп. fuck. Срање и нема баланс, нема средина. Нема. Некој артистко Дрейк на пример постојано е во средината, а овој Да. постојано е на двете крајности. Ова нема средина, ама тоа ми се свиѓа, екстремата ми се свиѓа барем. Тоест, брат, не можам да кажам дека Unforgettable не ми се свиѓа, преубава песна е. И затоа ќе кажам дека ми се свиѓаат и двете екстреми кај Френч, као оваа поише од другата, оваа секад ќе ми остане онака врежана у меморија као ми треба ова. Ова слушавме и на Нова година, збесна, мислам не слушавме, ова Френч слушавме на Нова година. Као Sanctuary ми е топ 5 listened songs последните 4 недели, брат. Од кога ти ја кажав со Од кога ми ја спомна, од кога ми ја кажа причата, и почнав да ја слушам ко луд, брат. Преубава е, Не, песната е таква е, брат. За дома седам и ја урлам, вриштам и ја, брат. Комшиеве, кој знае што си мислат таму, брат. На цел глас рокната и ја пеам. Да. Така да многу ми е мило и онака као има овој проект конкретно, Rent Free ми живее последниве 2 недели у глава. И дека Undivided Attention има, брат, нема ништо друго. И исто така што е, баре, ти го кажа тоа и кога размислив, си реков дека има врска тоа. Ја зборевме моментот кога искочи Сиза, SOS албумот, претходната недела направи историја. 4 недели поред се наоѓа на number 1 и она е единствениот женски артист и единствениот R&B артист кој што го има воопшто направено тоа
во последните 80 години од кога постои броењето. Браво. Што е но ти ми кажа као ја спомнав као ова е this is big и тоа ти што го кажа стварно онака го стави многу ствари у перспектива дека па брат најверојатно тоа е заради фактот дека нема ништо друго искочено и кога ќе сватиш, кога ќе размислиш единствениот релиз кој што мислам дека и не може ни да се споредува со ова е сега искочи новиот албум на Майли Сайрес. Буквално ништо друго нема искочено Дали големо. спадне во И дали тоа во уопште R&B? ќе спадне во иста категорија, да. Неверојатно не. Него не имам слушал, немам појма што е. И кога си викаш, окей, да, ако има некој друг голем артист, посебно и R&B артистите се онака far in between, не се толку многу ко рап артисти и као кој освен ако не е Weekend или нешто такво, ако се реши да искочи, да извади да. Или не знам, бренд ни бренд не може да тоа. Иако бренд имаш исто големи бројки. Не, ама не се си за бројки. Ама првата недела може ќе ја спушти од првото место. Првата негова недела може би ќе биде да, тоа да. послушано од албумот на Сиза после 3-4 недели. А не е тоа дисреспект за неа, брат, не, апсолутно баш напротив и бројките се луди и ќе морам да признам ми се појавуваат песни на Instagram Music и на Reels. Премногу ја слушаат, брат. Се појавуваат многу девојки ја слушаат или може би не ја слушаат, ама користат музиката на Instagram, што е за респект и ќе се навратам да чуем што можам да ставам у серата. Искрено ти кажувам. Не знам што би можел да може би ставиш. ќе биде за warm up, може би ќе биде за closing. Да, може би да видам нешто што можам да ставам и како можам да го искористам. Може би нешто за warm up ќе најдеш у албумот. Искрено не можам да се сетам онака да ти кажам одма таа ќе влезе. Ама може би да, ако го преслушаш, може би ти ќе најдеш нешто интересно. Моментот че тебе не се свиеше дека е посличен на претходните, дека пак ги има тие трапиш битови, тоа може ми заврши мене работа дека може да се користи во клуб. Сваќам, да. Или во сетови. И ќе се потрудам да ставам нешто и може би ќе пуштам. Не знам, ќе видиме. Али шараут за неа, брат. Факт е дека нема ништо излезено и е многу лош период. А дали они мислиш дека намерно го темпираа? Колку излезе? Околу 20 декември, Крисмас тај? Тој искочи 2 недели пред Нова година, така нешто. Дали го темпираа намерно? Немам појма, брат. Последен албум за годината, доста е. Да, тоа ми беше и следно. Извиниш само што ова. Spotify Rap следна година ќе рачуна од 1 јануари најверојатно. Ќе има многу слушаност тој албум, бидејќи нели ако се сеќаваш и лани зборевме дали сега Spotify Rap со неговото значење, не го споредувам со Греми награди тие ствари, али дали онака за луѓето, за артистите да се наоѓаат повисоко кај фановите на Spotify Rap, дали може би треба да тактизираат со вадење на музика кон крајот на претходната година или почетокот на дадената година, за да има период за слушање на кога се извади Spotify Rap, кој завршува на крајот на октомври, да имаш ти онака 10 месеци да те слушаат првите 6-7 месеци цело време. Бидејќи некој што ќе извади албум во јуни, има само 3-4 месеци додека му заврши броењето за Spotify Rap. Да, тој циклусот, да. Тоа е интересно. Интересно е бидејќи например, знаеш како, разликата помеѓу Spotify Wrapped и например некоја награда ко Греми и ко сите оние ко BET е дека Spotify Wrapped не е глобализирано, ама е индивидуално. И например, уште побитно, што е многу побитно и тебе сам ко човек ти дава валидација дека да, ова ми е мене артистот на годината, бидејќи најмногу го имам слушано. SOS ми е најслушан албум за годинава. Најверојатно највише ми се свиѓа од сите што ги имам чуено, ме разбираш. Не сите прават листи кон нас Essentials или чекај ја ќе си направам топ 5, топ 10, туку едноставно го зима Spotify Rap-от здраво за готово и свикаат да, ова се моите најслушани албуми. Ама и добар знак е и например тоа сигурно стига и до нив ко лейбл. На толку луѓе сте им прави, на толку. Тоа сакам да кажам, тоа е најбитно. Мислам дека тоа е поважно, бидејќи тоа е индивидуално, тоа не е 50 guys у некоја соба заклучени и одлучуваат кој да биде албум на годината. Тугова е цел свет генериран само у бројка, у статистика. И мислам дека тоа е многу побитна статистика. Сега, од друга страна, TDI како функционира, тоа го имаме зборено поише пати, многу чудни политики имаат, многу чудно вадат музика. Тој главниот што се вика е Top Dog се вика, така затоа се вика така Top Dog Entertainment. Чудене. Панче CEO, TDI Punch, а Top Dog е главниот уствари и мислам дека Top Dog е уствари тој што кој што е оунерот и мислам дека он одлучува за се тоа како ќе и мислам дека он има многу големи преференции кога се работи за артист ко Сиза на повеќе наврати си има многу жалено од својот лейбл дека не и даваат да вади музика, дека ја забранената. Еднаш се закануваше дека ќе го ликне албумот и све тоа.
И не знам дали го прави да биде Top Dog право или не. Као дали му дава него кредибилитет дека он дозволи у ова право време сега да се извади, бидејќи сега, например, Kill Bill, кој што не беше сингл за албумот, сега станува као втор, трет сингл и вадат страшен спот кој што е нормално и најлогично е да биде инспириран од филмот Kill Bill. И као изгледа феноменално, онака насекаде Times Square. Но добар, откако искочи албумот, не прекинуваат со ролаутот. И као тоа те тера да се прашуваш и, например, дури и артист Косиза, кога го гледа успехот, па може би сериозно Слагам. има there is a method behind the madness. Као Брат, мора да има. мора да има, нели? И си викаш дали ова му дава кредибилитет на Top Dog за да продолжи да го прави тоа и со други артисти, бидејќи тука е J-Rock, тука е Schoolboy Q, ме разбираш, као Schoolboy Q требаше да вади албум, го извади School, дете и толку го снема. Кој знае што си има десено позади, ме разбираш? Somebody pull the plug. Појма немам. Така да можеби сега, например, тука не знам Кендрик као функционирал се ова, као најголем артист утиди, дур беше. Ама валјда му дава некаков кредибилитет на оунерот дека знае што прави, ме разбираш, као не е за џабе, бидејќи стварно албумот е многу успешен и не верувам дека само музиката го има тоа влијание, ме разбираш? Не е квалитетот на музиката пресудното нешто Точно, овде. Точно. Значи ролаутот, начинот на кој што е Терминот во кој издаден. терминот, моментот кога е издаден, а целиот билдап до самиот албум, целиот ролаут, видеата, спотовите, музиката тука е исто така многу блиско, ама мислам дека не е пресудно, искрено ти кажам, дека не е толку многу поразлично од Контрол, брат. Не е нешто вау, не е нешто као ако поспецифичен R&B албум е тој на Wasteland, него ли Сиза, брат, ама Сиза е таков по кетчи е, Вајда поприфатлив за пошироката маса. И плюс, бра, ја мислам дека заради тоа она на пример и само мислам дека не е свесна колку е лайкабл пред секој човек и мислам дека Top Dog тоа многу добро го знае да го искористи, брат, као тие treasures она што ги има плюс девојка е преубаво изгледа онака како прелайкабл е. И мислам дека го користи и тоа многу онака, знае точно како да го искористи. Мислам дека еве веќе втор пат бидејќи истата прича беше и за Контрол, брат. И Контрол беше истиот момент, имаше многу големи дилејс. А имаше траки со Тревис и сега ги има истите траки со Тревис онака, ама тогаш Broken Clocks или како да се викаше она, ама Control искочи 2017 година, требаше примерно да искочи 2016 цела година и го одложи. И беше бум страшен. Сега ова се дешава по втор пат. Си викаш мора да има нешто овде, не може да е туку така. Не може да е човеков само манијак онака и само да ги чува и да ги гейтки артистиви да не им дава да вадат музика. Мора да има причина зошто го прави тоа. Сигурно, брат, и он некој страшен ресерч или некој е нешто што знае он или што ги знае многу добро артистите боле него ли што знаат они себе си. И им вика као не, ова го правиме и ова е тоа и го прави и успева и е страшно успешно. И искрено ќе ти кажам, мило ми е дека е тоа така. Као R&B светот последниве неколку години и со појавувањето и на пример Brent Faiyaz, Giveon се тука, Lucky Day, некако стана малце машки свет, ме разбираш као Weekend исто така да не го заборавиме овде. И сега на пример добар баланс е Сиза онака кога ќе влезе и кога ќе ги размрда водите да се појави. Има добри квалитетни женски артисти, ама као на пример Snow Allegri исто, ама не се толку големи, не се ни приближно толку големи. Ова е добро за да малце да ги избалансира тие води онака за да дае некаков баланс на играта. Нешто на пример што фали у хип-хоп моментално. дефинитивно фали тоа. Бидејќи Карди, Меган веќе толку, ја мислам дека веќе не ни знаат што да прават, брат. Тоа е друга тема, нема на начин на тоа, ама стварно веќе се осеќам дека женски артисти не знаат веќе. Као Pussy doesn't sell that much anymore и мислам дека премногу брзо исто како се друго онака Кој речат момент. го искористија, го исушија за многу брзо време, 2-3 брат. години го исушија. Толку? Ако речеме ако Карди би го донесе, више со Меган Thee Stallion после 3 години, ако 2017 албумот на Карди би више 2020 више тоа беше тоа. Hot Girl Summer и тоа е тоа. Толку, затоа ти велам пребрзо го искористија. Затоа нешто такво кросовер што е интересно као Doja Cat, па дури и Росалија Океј, фер. е поинтересно, иако не е хип-хоп, под наводници. Ја апдейт давам, ова го зборевме кога зборевме за албумите за Essentials. Motomami уште го немам чуено, си давам задача дека ќе го чујам денес онака буквално. Ајде. Уште го немам чуено Motomami. Стварно некој кога ќе ми спомне Росалија, освен тие 2-3 песни што ги знам, ништо друго не ми доаѓа на ум. Ама
треба да чујам и да видам зашто станува конкретно збор кога некој ќе ми каже Русалија дека исто, еден од поголемите женски артисти моментално е на интернационално ниво, Да, така да треба да се чуе, бидејќи јас сум на пример многу црно за тоа, J Balvin, Bad Bunny, Тоа може би онака Anuel, тие не се у мој домен, не се. колку и да се големи, не можам Не да ја сватам нивната големина, ме разбираш? Као, Не, може да сватиш, ама не ти легнува можам да ја телевизиката. сватам, али као, да, и Bad Bunny уште го немам чуено албумот, брат. Не ти Иако- треба. Не ми треба, знам дека нема да ми треба. Да. А на пример толку многу луѓе толку многу високо го рангуваат, ме разбираш? И као си викам, добро, до мене е или као само е преференца или ова е нафрлено на сите, па не знам како тоа доаѓа. Пак ќе кажам, ќе останам на тоа. Има метод позади сето тоа што се дешава, мислам дека у индустријата позади и мило ми е дека Сиза е барем сега у ваква позиција. Само се надевам дека она е у ментално на добро место и е задоволна од као тераат работија. Ме разбираш, да не се чувствува дека е роб на својот лейбл па да го тера ова бидејќи мој, бидејќи ако гледаш дека функционира и ако ти одговара, мислам дека као ова е еден вид на стрес релив, дека нештото кое што си сакала да го извадиш, гледаш дека е извадено во прав момент и дека е многу успешно и тоа ти дава тебе некаков фидбек и ти викаш, си викаш оке, тие што мислеле за мене, мислеле добро, не мислеле лошо. Не го направиле за лошо тоа. Брат, се разбира, многу е ретко тоа кога го прави некој за лошо, брат. Да. Освен Иако кога е имало инат, моменти. И кога е инат, и кога Да. е недоразбирање и Да. такви работи. Да, да. Дека на крајот на денот ти ги плаќа парите и ти најверојатно иззима најголем дел од парите што ги направи албумот. Сигурен. Така да Сигурен сум у во тоа. нивен интерес е да биде успешен албум. Сигурен сум у тоа. Fucking TDE, брат. Денеска збориме многу за музика, што е многу интересно и мислам дека се помалку онака збориме конкретно за песни, за вакви некои ниш работи, некои плейлисти, некои артисти кои ги слушаме, кои ни се блиски. Кога пуштавме музика во првата сезона, некако ми беше полесно се тоа да го кога го зборам, да имате можност и вие да го чуете, бидејќи дојде време кога што мислам дека јас слушам подалечна музика за луѓето отколку ти. Така? И ако беше на почетокот Обратно беше, може да, би беше да. обратно, не знам. Али онака е уште еден албум кој мене не ми легна, излезе во 2022 година. Омалей, еден албум кој за мене беше премек, беше млитав, лавав, не знам, али имаше една песна која ми се свигаше Сосо. Добро. Интересно е дека сега после неколку месеци од албумот таа песна е права сега да биде сингл. И сега пак онака и влегов и си викам да, песната е единствена што ми се свига од албумот. И Сосо од Омалей ми е една од најслушаните песни периодов, што е интересно бидејќи откако го снимив оној сетот Шајо и летово стварно слушав многу афромузика, одеднаш ми се вајда преслушав се што имаше да излезе и не излезе нов материјал после албумот на Уискид. И онака престанав. И сега Сосо ми е пак враќање кон тоа ми е таа песна што ја слушам да си го добиам тој фикс. Бидејќи 2 месеци искрено не слушав ништо од тој стил. Тоа ми беше, на пример, знам дека као кај тебе е така малце сезонски музиката Да. и правците што ги слушаш. Сега на пример како се чувствуваш на пример вака на помрачно, потемно, ај ќе го искористам зборот депре дека не ми текне боле, ама помеланхолично онака. Како се осеќаш кога слушаш таква поразиграна музика, како ти влијае тебе, брат? Јаме среќа дека сега баш и не е такво цело време секој ден. Да, После нова година 3 дена беше преопреден. катастрофа. И слушавме само Френч Монтана и ја не слушав музика бев онака ханговор од цел месец претходно. Ама од време на време ќе кажам дека слушам си пуштам од време на време афро, ама мене ми смета што нема нова музика сега во моментов. Добро. А иначе добро ми легнува кога ќе чујам Сосо ќе ме крене. Бев во Гевгелија со Ники 2 дена. Добро, со Слушаме Ники, тоа. со Ники не ни можеш да слушаш ништо друго. Али реално, повеќе ми бе, лежи да слушам Mellow Bars или UK хип-хоп, онака трап, дрил, хип-хоп. Што исто така морам да кажам дека британската сцена во 2022 година и сега ми е многу слаба и многу досадна и онака дури мислам дека и го фатил на американски пат на хајперпродукција и копирање и искористување на истите финти и трикови. се да станува шаблонски. Да. Тоа. И дури сега еден албум кој сега излезе деновиве од артист кој не го знаев претходно,
клавиш, кој има еден сингл со Deep Block Europe, на кој сум голем фан, таа песна ми се свиѓа и баш и Огија имаше постирано брз со него, зборев менеше за песната. Пуште да го преслушам, мене ми звучи како нова верзија на Дейв. Не ми носи, не на Дейв, на Фредо, извинете. Не ми носи ништо свежо, ништо интересно. Мобетите се тие, стилот е тој, битовите се мање више тие. Еднаш само го преслушав, ќе му давам уште една шанса, ама не е тоа. Имаше година, посебно мислам дека 2020 беше таа година, кај што само британска музика слушав и ми беше многу иновативна и различна и нова и самиот стил кој кажеш британски хип-хоп има тука многу подстилови, за тоа еднаш да стане или гангстерски дрил со артисти кои не се ни познати, само варат one-off синглови, или комерцијален дрил со стари семплови. Да. Методата на која Central C ја прави најдобро од сите и се друго е онака како лоша копија на него. Иако можеби мислам дека не го има почнато тој стил, ама он ги му ја донесено до перфекција и него му одговара најмногу бидејќи тој е таков pretty boy кој има комерцијален апил. Да. И повеќе му одговара на него некој друг да го прави тоа. Или имаш некој безврска кросовер хип-хоп, R&B, афро, попиш синглови онака исто така што немаат некој значење. И као тоа е тоа. Ми фали, можда не ми фали, најверојатно се презаситив и јас од музиката и самата музика не е веќе иновативна. Па дури некои артисти као Neffy Smalls, кои ги величав во 2020, више ми се досадни дека го варат истото па истото. И Да. не сум задоволен, искрено. Ја мислам, знаеш како тоа потикнува, тоа е обострано, као виновни се и они самите и таа хиперпродукција и таа оверпродукција уствари. Ама од друга страна и демендот е зголемен многу за истиот тој правец. И артистите стварно осеќаат многу поголем срж на публика кој што ја доаѓа кон нивната музика и осеќаат се поише ствари да им даваат и мислам дека у тој моментот кога ти ќе имаш голем демент, а сакаш побрзо време да го правиш, е нормално да го правиш поедноставно, да биде порепетитивно. И мислам дека сега британската сцена се, бидејќи стварно има голем налив на нови фанови, онака како луѓе што никогаш немаат слушано британска музика, брат, има буквално луѓе што слушаат само британска музика, како не ни слушаат нешто премногу од целата светска сцена, ме разбираш, како тука се заглавени, посебно тоа се мислам дека поише европскиот пазар. Да. И афричкиот, како да. Многу, тоа се многу, Африка е огромна, како и Европа е огромна, Африка уште толку поголема и побројна. И тоа се огромни два пазари и мислам дека како многу им влијае на еден толку мал остров ко Британија, релативно мал во поглед на толкави два континенти. Америка е огромна, ама Америка е цела Америка за цела Америка и за цел свет. Да, точно. Америка има 360-380 милиони жители, ме разбираш, како многу поголеми се шансите таму да биде таа хајперпродукција и не толку видлива, иако е видлива, многу е очигледна, ама пак сваќаш дека тоа доаѓа за цел свет, ме разбираш, тука е Кина, тука е Индија упрашање, брат. Као ко маркети за исто така за америчка музика. Овде, брат, е мање више онака мало островче со целата, нели, кога ќе кажам UK, ја поише мислам на таа енергија, као дури може и да доаѓа и од Јамајка, од Карибите може да доаѓа исто и од Африка може да доаѓа тој правец, ама тука е во тој онака у Европа и Африка највише вирае. И тоа го гледам сега, брат. Сега го гледам, видов дека Afro Nation еве сега. Прво беа у Европа, сега идат и у Америка, у Мајами ќе се истиот гимик, пак плажа, пак вакво. Краток лајнап, валјда се надам дека нема да е тој целиот, ама тек сега они почнуваат натака да идат. Имаат само 2-3 артисти со кои што може да се пофалат дека имаат светски рич и до таму, до Америка. Тоа се Burna Boy, тоа е Wizkid и Давидо. И Давидо нека. И тоа Давидо е поише онака дека има од многу оддамна врски и со Мик Мил и со Рик Рос и со такви големи имиња кои што се битни за хип-хоп сцената у Америка. Не толку за неговата музика, колку за неговите конекции таму. Ме разбираш и тие фичерс неколку што ги има таму. Така да ќе видиме како ќе биде, ама интересен момент е, со интересни ствари се соочува британската сцена, кај што стварно онака како веќе се мора да доставуваат нова музика и се испоизумени, не знаат како. И тоа на пример ќе биде многу сериозен челендж за ти викаш копија на Дейв, ама што е следно за Дейв на пример? После таков сериозен албум што извади последниот.
копија на Фредо, тоа беше моја грешка. Дейв ќе си остане тоа што си е. Stormzy извади нов албум, ама не ми се не слуша искрено. Не, го немам ни чуено, јам Mol Made Me Do It, ја чув, И- многу ми се свијаше, гледав и брейкдауни за видеото и све, многу ми се свија тоа, али албумот го немам слушнат. Знам дека имаше една Ведран, мислам дека ми ја пушти, една многу или ти ми ја пушти, една многу чудна песна кај што онака како spoken word нешто, некаде пее, нешто прави, Не ми се стига. чуден, не знам. Спомна концерти за крај, пред да завршим, морам да те прашам што се дешава со Атина. Кажи им на тие што не се на Дискорд, што се исподеси, Да, тоа беше многу која е ситуацијата. многу рандом. Джеди у Дискордот праќа порака онака, 27 јануари, петок, Westside Gun настапува у Атина. Ја од нигде никаде онака, just for the fuck of it, му пишам, ај се организираме и идеме, и ми вика, сагаш сериозно, викам, да брат, се организираме, ајде, ми вика, епа ајде, ја, девојка ми ти уште еден, тој уште еден искочи да е маната. Онака се организираме у еден ден, се организираме, правиме, сваќаме дека картите се sold out, дека концертот е sold out. Ден два проаѓаат онака очајни више за пробавме све као вија го карти. Ја постиравме на official евентот онака и сакаме 4 карти да купиме и ни требаат, ќе платиме пари колку и што треба. И онака и на Moment of Brilliance Jedi им пиша на организаторите, господи, by the way, shout out огромен, Noise Production мислам дека се викаат, и му вратија најпрофесионално ни се свиѓа причата како чим доаѓате од Македонија да ги посетите артистите, толку време ќе патувате, и имаме 4 карти за вас, еве ви банкот, пуштете ни пари, картите ќе бидат на твое име, на врата ќе си ги земете без никаков проблем. Парите ги пуштивме утре дента, им стигна, они сами ни пиша и парите ни стигнаат од вас. Запишани ви се, еве ви картите. Добре дојдени сте, ве чекаме. Многу добра комуникација, hyped up, Westside Gun, онака, Westside Gun лани во 2022 имаше 2 албуми. Првиот Sunshine, не знам како се викаше, и вториот е Ten, се вика, или Hitler Wears Hermes 10, и 2 солидни проекти, десетката поише ми се свиѓа од другиот, иако на другиот има Big Ass Bracelet, кој што можеби ми е омилената Westside Gun песна последнава година. И онака као знам дека имаше цела турнеја со многу чудни датуми. Многу чудни датуми, онака као Ама кратка турнеја, 7-8 дати, раштркани из Европа. Ама раштркани низ месец дена. Ама имаш 7 настапи у 30 дена, брат. Што ќе правиш ти овде 3? И тоа знаеш како? 14 јануари у Амстердам. Следен датум му е 23 јануари некаде. Па после тоа иде 27 у Атина. Многу чудно, секаде у најмала рака имаше минимум 2-3 дена размах, брат. Што е многу чудно за артист, као ти ако си посебно ако доаѓаш до overseas, онака гледаш да ти е tight knit schedule, онака day by day, да немаш празен ден. Пошто тебе празен ден те кошта $1000 за хотели, за твојот цел ентураж, за све тоа, као многу пари се упрашање. И многу беше чудно from the get go. Доаѓа 13 јануари, тоа беше пред некој ден, и као добиваме вести као Амстердам е откажан. Ден пред настапот, брат. Купени карти, читаме на Reddit, читаме на постови, као и кај него на коментари, луѓе му влагаат страшно јако, као купив карти од ебе на Ирска да дојдам да те гледам, као прв пат ти е у Европа, купив карти од Ирска, као и тука се виде целата таа фрустрација на Westside Gun. Westside Gun почна да враќа на сите на коментари, брат. Као fuck all of y'all, ќе ви дојдам, ќе ви се вакво, другите се криви, не сум ја крив, фрлив преку 50.000 евра у карти и у хотел соби што нема да се испунат, не само за мене и за сите други луѓе што треба да дојдат, ме прееба. Ама мислам дека тоа е колку е виновница на неговиот организатор, тоа посебно сигурно некој другарче од мало му е организирал турата, ме разбираш, као многу се несериозни, тоа само ќе кажам, брат, дека тоа е разликата што ја прави што те прави тебе професионален артист и рапер, брат, као таа сериозност, таа професионалност, тој пристап на сето тоа, тебе те прави ти да идеш у друг ешалон на артисти, брат, као целиот начин на кој што се движиш и како ги организираш и како си ги третираш своите фанови е онака 1/3 од тоа као ја тебе те гледам како артист.
И се откажува тоа и почна поише тука коментари навлагаат причи онака као причи за Ел Камино кој што исто така му е од Гризелда дека скемнувал луѓе со мрч, дека не праќал мрч, дека не се појавувал на концерти. Ако луѓе купуваат мерч Луѓе и он купуваат него мрч, не праќа. постои мрчов, не се ни принта ни ниша брат, илјадници долари, ме разбираш као винили дека ќе правел, дека ќе пресоел винили, не се дешава тоа. Еден винил $100 кошта, ме разбираш, он кажал дека ќе има 5000 парчиња, ги продава сите 5000, тоа се пола милион долари, ме разбираш као луда работа е брат. И такви некои ствари се свативме дека има нешто овде и за ден после тоа да се откаже целата таа турнеја и као West Side Gun се ставаше на луѓе по коментари кои што му го критикуваа за сето тоа. Демек као ја трошам $40 на чорапи, не ме замарај, као твоите $40 не се битни, моите се битни 50.000 и ја што ги изгубив. Уствари не го сваќаат тој цел комитмент брат за ние четворица да се собереме у кола да земам слободен ден од работа, да идам да платам смештај, да се вратам 1400 километри напред назад. Се измалтретирам само за да те видам без разлика картата што најмал трошок ми е, ме разбираш, 28 евра беше картата, не е ни проблем. Карти премногу ми имаат пропаднато, гајле ми е за 28 евра, мене ми е за искуството и за тоа што го правам за да стигнам таму, целиот тој комитмент, не се, ако идеш ти у Атина не значи дека само луѓе од Атина ќе ти дојдат или посебно важи тоа само за европски градови кои луѓе ние имаме идено од Скопје за Берлин и за Амстердам имаме идено за артисти брат, само за Саат Типол да ги гледаме уживо. Да. Као не е ни фестивал, не е ни 2 дена ни 3 дена, ме разбираш, тоа е само една дадена вечер, Саат Типол концерт. Ти да фатеш авион, да идеш 4-5 дена да останеш таму и да се вратиш назад со првиот следен назад, као it's a commitment. Не може да го сватат они брат. Посебно West Side Gun и таа негова екипа. Да, посебно таа екипа не може да го сватат тоа дека и онака како моментот ти кога ќе искочиш overseas се гледа твојата професионалност бидејќи едно е ти да организираш шоу у Аризона брат, како лет си фаќаш секој ден тука во Бафало, во Њу Йорк, во Њу Друго е, Џерси, сосема друго Бостон, е. тоа е на 100 километри што се вика брат, Да, тоа има еден ден вожња, ме разбираш, тоа со Убер се вози. Али овде ти да организираш опрема да носиш све, диџеј да носиш, цел ентураж што треба да носиш. Облеки, глупости, све. Тоа е веќе next level. Со други виза ти треба и Плюс тоа. многу други плюс тоа. работи. И брат, и на крај се откажува цела турнеја. Онака, ми остави мене bad taste за West Side Gun, но морам да ги пофалам луѓето од организацијата од Атина, дека одма направија онака преокрет, рекоа дечки, дајте ни само 3-4 дена, бараме recovery, ако најдеме, а го бараме West Side, го бараме Conway the Machine, исто и тоа е на европска турнеја. Ако се поклопат коцките, Conway е замена, истите пари, истата карта, ви важи све, ве очекуваме. Доколку не ви се свиѓа Conway како реплейсмент, ви ги враќаме парите назад и знаеш, никому ништо. Што беше многу фер. 3 дена проваѓаат онака, јас само што откажувам, више нема ништо, нема никаков, откажувам апартманот. Си пишуваме со Джеди, си викаме као фак тоа не се деси. Мајнжу мене 27 јануари ми е роден ден, онака тоа е ден. мене ми е роден ден и онака као Атина никад неам идено, многу ми е желба да идам. И Преа град. ќе беше преубав момент. И за среќа, ја у истиот момент го откажувам апартманот, као правам canceling, cancel booking онака. После 10 минути не цели ми праќа, Джеди ми праќа стори, ми вика брат, успеа да го договорат, као Conway доаѓа, идеме ли? Викам брат, не ни прашај, идеме 100%, одма ребук брат, исто да го направи во истата секунда. И као искрено ќе ти кажам, можеби боле ми е. Можеби боле ми е, као Conway можеби ми е најмалце слушаниот од сите тројца, али го поштувам за тоа што е. И на пример и после тоа со други очи го гледав. Ја гледав целата турнеја. Секој ден е у друг различен град. Истата турнеја е 9 града има, али е од на пример ако кажеме од 19 јануари ако почне, завршува на 30 јануари брат. Нит тајто онака еден ден нема измеѓу 27, 26, 27, 28, 29, 30. Секој ден има низ цела Европа. И тоа е добар скеџул брат, тоа е добро, тоа не губи пари он, добро вирај целото. Плюс овде е распродаен концертот брат. Тоа ти доаѓаш на више продаени карти, така да топ ти е, ме разбираш, плюс доаѓаш го вадиш брат ти од кал. Буквално се браќа. Двајцата, Conway и West Side Gun се браќа. И ќе биде топ.
огромен шараут за целата организација, многу професионално, онака со многу добра комуникација и као ти да имаш продаено 1300-400 карти и да враќаш на четворица од Македонија, брат, што се заинтересирани, тоа е многу добро, Така се прави, шараут до нив. да, остава многу добар впечаток. И после видовме дека истата таа организација исто да го имаат направено со па дури и апгрейд имаат добиено луѓево, као некој артист го збореше, Джеди го збореше, дали нешто такво појма немам, брат, сега ќе лупам, ама еве, да кажеме Бени да Бучер бил викнат, Бени да Бучер откажува, доаѓа Mos Def го викаат, брат, као апгрейд добиваш. Сега не е Бени, ама некој таков е. И као добиваш апгрейд, брат, Mos Def ти го носат за 20 евра, брат, да го гледаш увакво, као Mos Def колку и веќе да е излитен и стар Легенда и све е, тоа, брат. ама е легенда, брат. Ќе сакам да ја чуем Мис Фет Бури и све тоа. Mathematic сакам да ја чуем уживо, ме разбираш. Ќе биде добар хенг. Така да, огромен шараут за луѓето, стварно, Noise Productions, многу ми се свиѓа као постапија со сето тоа. И да, ќе идеме 27 јануари, ќе идеме на Conway the Machine, God Don't Make Mistakes, го извади во 2022. На почетокот на На 2022, овој период почетокот. беше, значи таман не легнат албумот и мислам дека и една година, конкретно една година од албумот која искочи. Така да ќе видиме со кој ќе дое, знам дека и он си има свој drum work и си има свој екипаж, не е има некои ствари кои што се дешаваат у Гризелда, секој си има посебен ентураж, као Бени си има Black Supremo Family, овој си ги има drum work и неговата екипа Conway и Westside Gun си ги има своите. Од Гризелда тој што е, така да ќе видиме што и како. Ама многу ми е мило дека ќе се деша ово, немам видено Атина, идам со екипа со која што не замислував дека ќе идам, као маната Джеди и девојка му, така да четворица сме топ 2 дена, ја планирам да останам уште, барам летови сега моментално за пошто они планираат да идат ден или два, јас сакам да останам уште малце поише чисто да ја видам Атина онака да ја искусам, не би сакал да удрам толкав пат за само да останам онака 24 hours in Athens, не ми се прави тоа. Мада и тоа не е лошо, вреди, али ќе брат, видиме. вреди, Атина е многу ја град И ќе видиме, да. Па еве, ти имаш идено, така? Да, јас Ќе сум збориме за пат. искуства, така да и за што и што да се посети и да се види, ама знам дека има многу, као вечен град е онака преисториски град и многу сакам. Јас сум огромен history buff, многу ме интересира сето тоа и посебно од архитектура, кој студент на архитектура и кој архитект. Мислам дека ќе биде онака прав повод, роден ден ми е Conway the Machine, у град кај што никад не сум видел, кој што и е неконвенционален за посета овде од Скопје, као од Скопје Солун едно друго, ама као Атина е многу доле, нема директен лет, малце е чудно за стигање до таму. И е добар потек, ме разбираш, као Атина е и плюсот таков, тие градови као центар на цивилизација, брат. Не, брат, и Се надевам дека ќе биде, се надевам дека ништо нема да се деси, не ќе да се джинкснам онака. не, гледај. Се надевам дека ова ќе биде Дека не се појави човекот на концерт или дека не сте истори дека Не, стигне до дур не влезем у кола, брат, тоаш, брат. Тоа си викам, као чим влезем у кола више оке. Ама- Што и да се деси, и ако се откаже тоа, Добро тоа, да. јеби ga, тоа е у кола сум, брат. На граница сме, нема враќање назад, ме раки ги довозиме тие 400-500 километри, ќе идеме на еден ден, брат, не можам, тоа е, јеби ga. Но стварно се надам дека нема ништо да се деси и со оглед на тоа каква му е турнејата, колку му е нит тајт, мислам дека нема да има промашај овој пат кој што беше со Westside Gun. Ама да, тоа ги дели професионалните артисти и големите артисти од малите, каде што не смеете другарче од мало да ви ги организира вашите турнеи. Тоа не смее да се дешава, мора да си имате професионалци, затоа си имаат поголеми фис, поголеми пари, за да не губиш пари, си ќе платиш поише пари, секи биде кој што треба. Што е многу чудно дека Conway може да има боле турнеа неголи Westside Gun, брат. Као од истата екипа сте, брат. Get your shit together, брат. Не знам што е мојот. Legit браке сте, као исто кој ја и брат ми, онака, као и да имаме различни тур менаџер, сме разбираш, многу е чудно тоа. Не знам какви политики се упрашања, али ете, за подобро или за полошо се деси тоа што се деси. Ќе видиме како ќе биде. Ќе дое 27 јануари, ќе идеме, ќе се вратиме, ќе збориме за Тоа е тоа. тоа. Тоа е дефинитивно. Чекаме тоа. Мислам Таман. да ги имавме добра епизода, се враќаме после една недела пауза, ќе ставиме линкови од сите ствари што ги зборевме денеска, да чуете, да видите и се гледаме пак наредна недела, така? Се гледаме следна недела. Ако сте овде у Скопје, четврток, ако сте слободни, дојдете си. Братчињата мои ќе имаат full line-up за малце поразлична вечер. Во станица настапуваат не само Шорти Пи и Дарко, настапуваат и нашите луѓе Оги и DJ Нести. Така да дојдете, ќе удриме по некоја пијачка, убаво ќе си поминеме. Say what's up. Останете црни, останете поздравени, се гледаме следна недела, дечки. Тоа е тоа. Чао! Чао.